филозофскиот факултет во Скопје. Наш ментор е доцент доктор Татјана Такашманова и големо благодарам од тоа. Проблем на нашиот истражувачки труд беа психички интеракции помеѓу адолесцентите со лесна ментална ретардација. Преку овој случај се обидовме да наведеме последот на адолесцентите со лесна ментална ретардација. Пробавме да истражиме некои нивни медицински области, колку и како се учат медицина и како може да се размислат за нивниот поврат социјално здравен живот. И поречката Ална Вешкова. Koje je formirano na osnovu inicijative grupe građana koji su bili zainteresovani za poboljšanje uslova života ovih osoba. Udruženje je formirano 22.7.1998. godine kao nevladina i neprofitabilna organizacija. Osnovni cilj rada udruženja je socijalna integracija djece, omladine i odraslih osoba sa mentalnom retardacijom, realizaciju su planirane sledeći vidovi inkluzije. Uključivanje djece sa mentalnom retardacijom u redovne predškolske ustanove, zatim uključivanje djece sa mentalnom retardacijom u redovne slike vaspitanja i obrazovanja, uključivanje osoba sa mentalnom retardacijom u dnevni centar, zatim formiranje životnih zajednice za deinstitucionalizovane osobe sa mentalnom retardacijom, smještaj deinstitucionalizovane djece sa mentalnom retardacijom u domske porodice. Da bi se planirani ciljevi realizovali, udruženje je izradilo projekat koji nosi naziv Socijalna inkluzija osoba sa mentalnom retardacijom u Bosni i Hercegovini, za koje je dobilo odobrenje od Vladi i Ministarstva za rad i socijalnu politiku Turskog kantona. Od toga 4 korisnika su sa lakom mentalnom retardacijom, 8 korisnika je sa umjerenom mentalnom retardacijom i 1 korisnik je sa težom mentalnom retardacijom. Малко
такова ниво, така че децата с интелектуално недостатъчност, умерена степен да участват пълноценно в Да го слушаме и последното излагане. Станови Марко Тончевска. Колеги и колежки, студент од 4-та година во Институтот за дефектологија во Скопје, заедно со мојата колежка Ана Тончевска, во текот на 7-миот семестар по предметот методика на воспитно образовна работа со тешка и комбинирана хендикепираност, ги реализиравме практичните вежби во Заводот за рехабилитација на деца и младенци Топанско поле во Скопје. Дел од вежбите ги обсервиравме, а дел и сами ги реализиравме. На тој начин се запознавме со работата во Заводот, каде што децата се поделени во 4 нивоа во одделот за едукација. Меѓутоа, со оглед на тоа дека она што го видовме не се поклопуваше со она што го учевме, решивме со ова процена на способноста за манипулативна спретност на рачете да го видиме и да го топчиња и шица и му кажуваме дека бараме од него на шицата да ги нанежи топчињата колку може побрзо, с цел дека ние не кажеме дека е доста. Испитаникот нижи топчиња за време од 2 минути. Втората задача на испитаникот му даваме топчиња во 4 бои: црвена, зелена, жолта и сина. Од него бараме да ги нижи топчињата на шица по тој редослед: црвена, зелена, жолта и сина, исто така за време од 2 минути. И третата задача на испитаникот му даваме завртки и кутија со навртки. Му покажуваме дека од него бараме навртките да ги наврти на завртката една до друга за време од 4 минути. Резултати од истражување. Од табелата може да констатираме дека во истражувањето се опфатени вкупно 16 испитаници, од кои 9 од трето ниво и 7 од 4-то ниво. Сите од Заводот за рехабилитација на деца и младенци опфатени во одделот за едукација. Податоците во табелата 2, односно во табелата 2, ни укажува дека испитаниците од трето ниво покажаа подобри резултати од испитаниците во 4-то ниво, односно над 21 топче. Испитаниците од трето ниво покажаа успех од 55,56%, а од 4-то ниво 14,28%. Иако на самиот почеток очекувавме обратен редослед на резултатите, односно испитаниците од 4-то ниво да покажат поголема способност за манипулативна спретност на рацете. Во следната табела, кога од испитаниците го баравме да ги нижат топчињата на шица според ниво да бидат многу подобри од испитаниците од трето ниво. 5 испитаници, односно 55,56% ги нижаат топчињата со десната рака, а со левата држеа шицата. Овој податок укажува дека поголем број од испитаниците имаат доминантна десна рака. Ниво. Ваквите наши очекувања ги темелиме на